Добар ден, почитувани. Вие следите уште едно ново петочно издание, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Покрај стандардните лекарски прегледи што се прават во бременоста, има и неколку видови на тестови што може да дадат одговори или да отстранат одредени сомнежи поврзани со одредени болести кај се уште нероденото бебе. Па на каков начин се прават пренаталните тестови, колкава е нивната прецизност, до која недела од бременоста може да се изведат и на кој начин се толкуваат резултатите, што е важно да знаат трудниците при изборот на генетските пренатални тестови, ке појасни Марија Ѓоргиевска, молекуларен биолог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма. За пренаталните тестови во денешната Телма амбуланта зборуваме со Марија Ѓоргиевска, молекуларен биолог во приватната клиничка болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма, добар ден. Добро ве најдов. Кажете ми, кој прв открил дека во циркулацијата на жената има фрагменти од ДНК-то на си уште нероденото бебе? Па тоа Како настанале овие тестови всушност? Уште во 1997 година, кога за прв пат претходно се знало дека може да циркулира, например, туморска ДНК во крвотокот на луѓето. Потаму идејата, ајде да провериме дали може би кај бремените жени циркулира слободна ДНК од ембрионот кој што се наоѓа во нив. Во 1997 година направени се првите испитувања, каде што били испитани бремени жени кои што носат машки плодови и кај нив се изолира, се зема и провета крв и пута од плазмата се изолира ДНК и се бара дали ќе бидат позитивни за Y хромозом кој што нели го носат само машки индивидуи. При ова испитување се покажало дека кај голем дел од пациентките се потврдува присуство на Y хромозом, што значи присуство на ДНК од машкиот плод. И од тука почнуваат сите понатаму истражување и како ова да се воведе во регуларно тестирање. Значи на ваков начин всушност се направени првите пренатални тестови, а од каде точно потекнува феталната ДНК која што циркулира во крвотокот на мајката? Таа потекнува од трофоектодермот, кој што е всушност една обвивка на ембрионот, кој што понатаму нели е значаен и за хранење на ембрионот, за развој негов и за плацентата. Така да со разградба на клетките од оваа обвивка, всушност се ослободуваат мали фрагменти на ДНК од тие клетки, излегуваат и проциркулираат во крвта на мајката, па оттаму и може да се најдат. Колку време после бременоста може да се направат вакви тестови преку крвта? Значи, колку време по бременоста всушност почнуваат да циркулираат овие мали фрагменти од наследниот материјал на се уште нероденото бебе кај жената, кај трудницата? Па, веднаш штом се формира трофоектодермот, всушност почнува нели нормално да се формираат клетки, самите клетки едни се формираат, едни умираат и од оние кои што всушност се ослободуваат или угинуваат клетки, се ослободува одма ДНК. Меѓутоа, потребно е да поминат неколку недели за да бидат тие слободни ДНК молекули во доволен број за да може да се всушност детектираат во циркулацијата на мајката. Така што веќе од 9-10 недела има доволно количество на слободна фетална ДНК која што може да се користи за анализа понатаму. Овие тестови што се прават преку крвта се нарекуваат неинвазивни пренатални тестови, односно НИПТ. Да, точно. Сега преку нив колку болести може да се детектираат кај се уште нероденото бебе? Па, значи, постојат различни тестови. Најчесто, всушност, и најголема примена има тестот кој што е за детекција на хромозомски анеуплоиди. И, всушност, најчестите хромозомски анеуплоиди кои што се застапени се Даунов синдром, Едвардсов синдром и Патау синдром.
И всушност најчесто, најпрвен сите НИПТ тестови или неинвазивни пренатални тестови ги содржат посебно овие хромозоми, односно испитување на бројот на хромозом 21, 18 и 13 и секако X и Y хромозомите кои што се асоцирани со Клинефелтеров синдром и Тарнер синдром. Ова се најчестите синдроми и всушност скоро сите пренатални тестови ги содржат, односно ги анализираат овие хромозоми. Но секако постојат разни видови на тестови, некои ги вклучуваат и сите останати хромозоми, бидејќи некогаш може да се случи нели анеуплоидија и на некој друг хромозом во поретки случаи. Потоа постојат тестови кои што содржат микроделеци, односно почести микроделециони синдроми. Тоа се мали, кога мал дел од хромозомот фали, односно недостасува во геномот на плодот. И има тестови кои што пак вклучуваат дури и скрининзи за носителство на ретки моногенски болести, за познати, најчести познати мутации кои што доведуваат до овие болести. Сите овие мутации и сите овие генски промени може да се испитаат преку крвта на жената, на трудницата? Да, во одредени случаи, значи нормално се зема една провета крв од мајката, од трудницата, но за одредени ретки болести скрининзи се зема и примерок од таткото во тој случај. Кога се испитуваат поретки моногенски болести. Сложено ли е изолирањето на феталната ДНК, на ДНК фрагментите од се уште нероденото бебе, од наследниот материјал, односно ДНК на трудницата? Па, тоа не е едноставен процес, има повеќе методи, повеќе чекори во анализата кои што се следат. Самото изолирање на слободна циркулирачка ДНК во крвта на една индивидуа си има одреден протокол кој што треба да се следи. Потребно е поголема количина на плазма за да се спроведе оваа метода, а потоа по изолирањето на cell-free DNA или слободна фетална ДНК следат еден куп други процеси за анализа пак на таа ДНК која што се важни за да дојдеме до крајен резултат. За колку време обично резултатите се добиваат? Неколку дена трае процесот за анализа, околу 2-3 дена, меѓутоа секогаш нели има и технички работи кои што треба да се обава, така што обично за недела дена се добива резултат за овие анализи. И сега ајде да проговориме за резултатот. Колку е тој прецизен, колку е точен? Па, како што кажав, например, најчестите анеуплоиди кои што се Даунов, Едвардсов и Патау синдром, бидејќи се најчести и најмногу има статистички за нив анализи за сензитивност и специфичност на овие тестови при појава на вакви резултати. И веќе за овие синдроми сензитивноста и специфичноста се над 99%. Иако е ова скрининг тест, нели се вели дека не е дефинитивен диагностички тест, сепак големата сензитивност и специфичност дава многу предност и со самото тоа што е сосема неинвазивен метод, односно не се наштетува на самиот ембрион, не се зема дел од него или да се наруши неговиот интегритет, така што овие тестови земаат многу голема, да речам, предност пред било кои други тестови. А што ако се добие абнормален резултат на НИПТ тестовите? Така, во случај на абнормален резултат, бидејќи, како што кажавме, ова е скрининг тест, се препорачува потврда на резултатите со инвазивен метод, за жал. Инвазивниот метод вклучува амниоцентеза или хорион биопсија. Односно, тоа се случаи кога се зема материјал од амнионската течност на трудницата или од хорионските ресички кои што се дел од плацентата. Дали сепак амниоцентезата и
земањето, примерок од хорнионските ресички се поточи поверодостојни. Се добиваат поточи поверодостојни резултати. Од тука всушност со тие методи се добива многу поголема количина на ДНК од ембрионот, односно се добива многу поголем материјал за анализа. И токму поради тоа се зголемува всушност и оној мал дел на сензитивност и специфичност кој што не можеме да тврдиме дека е 100% во скрининг методот, се исклучува можноста за недостаток со амниоцентезата и хорион биопсијата, се исклучува можноста за недостаток на материјал за да се изведе одредена анализа. Кога зборуваме за неинвазивните тестови, за НИП тестовите, споменавте дека може да се прават после 9-та недела. Да. Еве сега, ако трудницата даде крв и нема доволно материјал, треба да се повтори по известно време? Така, во тој случај секако се гледа кога нема доволно материјал и во тој случај се вика трудницата повторно да земеме уште еднаш материјал за неколку дена. Некогаш недостатокот на материјал не значи и од бројот на недела во која гестацијска недела во која е бремена, туку некогаш може да значи и од други фактори, така што се начинот на кој што земем примерокот од крв, дали е транспортиран? Тоа сето влијае на веродостојноста на резултатот? Може да влијае, да, подолг транспорт, несоодветен, доколку сега веќе има многу стабилни, да речам, транспортни тубички кои што се користат и ја чуваат заштитената слободна ДНК и до со недели, меѓутоа сепак препораките се да не патува повеќе од 5 до 7 дена крвта, туку што е можно поскоро да се земе за анализа. Дали неинвазивните пренатални тестови кои што се прават преку крвта на трудницата може да се изведат во случај на близначка бременост? Да, може во случај на близначка бременост. Како тогаш изгледа тестот? Тестот исто, значи, се добива информации, дури висока е сензитивноста и специфичноста и за X и Y хромозомите во близначката бременост и ова е многу значено за посебно ако има индикација за некакво тестирање во случај кога да речеме имаме близначка бременост, па гинекологот ќе увиди некоја недобар развој или слично на еден од ембрионите. Со детектирање на полот, со детектирање на XY хромозомите, разграничување на кој од близнаците, машкиот пол кој женскиот, може да помогне и понатаму во диагностиката и постапување правилно. А доколку се ист пол, дали е тогаш малку покомплексно испитувањето? Па е покомплексно, да, обично е покомплексно, меѓутоа во однос на резултатите и дали имаме точен број на хромозоми или не, што испитува овој тест, секако се веродостојни овие резултати. А постојат ли некакви ограничувања кај овој тест кога станува збор за телесната тежина на трудницата? Дали високиот индекс на телесна маса може понекогаш да биде проблем да се издвои циркулирачката фетална ДНК од крвотокот на трудницата? Да, може да биде проблем, бидејќи поголема телесна маса значи поголема слободна ДНК и која што потекнува од мајката, бидејќи во нашиот крвоток немаме покрај една бремена жена, покрај слободната фетална ДНК, има и слободна сопствена ДНК која што циркулира и која што е природен процес од клетките кои што постојано се угинува, да речам. И во случајот кога пациентите имаат поголема телесна тежина, поради поголемо адипозно ткиво и поголема разградба на ова адипозно ткиво, постојано циркулира многу поголема количина на слободна ДНК од мајката. Поради тоа, всушност се намалува корелацијата на ДНК од мајка версус ДНК од ембрион, што го отежнува всушност анализирањето, бидејќи
на тој начин се добива многу помал број на ридови, ние ги викаме, или помал број на сигнали од фетусот, за разлика од сигнали од мајката. И што им се советува на трудниците што се покрупни, кои што имаат поголем индекс на телесна маса? Па тоа обично гинеколозите, нели докторите кои што ги водат можат да советуваат се во граница на собствената, мислам на клиничката слика на трудницата, меѓутоа кај нас доколку е неуспешен тестот, пак ние однапред укажуваме на тоа дека може да се случи да нема доволно материјал од фетусот со првата анализа, дека можеби ќе треба да земеме повторно материјал. Поголема количина на крв? Па, обично таа е количината, еднаш се анализира, доколку не се добие доволна количина, тогаш земаме уште еднаш само примерок крв за да се следната спроведе пак. предпоставувам гестацијска недела, Да, така? да. Да се зголеми концентрацијата на клетките од фетусот. Така. Споменавте дека покрај она класична палета на генски заболувања, кои што се детектираат со овие тестови, може да се направи и проширување, кога се земе крвта понекогаш и од таткото. И сега, постои ли можност да се утврди за време на бременоста дали бебето е носител на некои гени кои што се асоцирани со аритмија, со покачен крвен притисок, со некои такви болести, епилепсија? Може ли тоа да се утврди за време на бременоста? Постојат такви тестови, меѓутоа сепак овие тестови испитуваат веќе познати мутации, кои што, да речам, се веќе детектирани кај некоја индивидуа во светот. Тоа значи познати мутации. За жал, ретките болести многу често настануваат како резултат на деново настанати мутации, индивидуални за таа конкретна личност. Во таквите случаи не би можело, нели, да се детектираат, дури ако тестовите опфаќаат анализа за познати моногенски болести, сепак доколку се носи одредена мутација која што е непозната, до тогаш кај друга индивидуа во светот може и да се пропушти, нели, односно да не се детектира. Но доколку е позната генската мутација, може да се утврди во пренаталниот период дека бебето се уште не е родено? Да, во одредени тестови се вклучуваат и такви испитувања. Претходниот одговор го појасни моето следно прашање, значи не може да овие тестови да дадат одговор дали бебето ќе има аутизам или не, бидејќи тоа е честа дилема за родителите. Реално аутизмот е малку покомплексна тема, бидејќи таму и дури за постнатални тестови е тешка поставувањето на диагнозата, затоа што не секогаш е генетска причината или позната причината, така што пренаталните тестови не можат за жал не можат да испитаат дали плодот ќе има аутизам или не. А до која недела од бременоста може да се прават неинвазивните пренатални тестови? Па овие тестови веќе од 10-та најчесто се препорачува па натаму, така што може веќе во било која недела, меѓутоа гинеколозите обично ги препорачуваат порано до 12-14 недела да се извршат овие тестови, за да всушност доколку не дај Боже нели имаме позитивен исход, да се размисли за действие понатаму за текот на бременоста. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Денеска зборуваме за неинвазивните пренатални тестови, но ќе зборуваме и за инвазивните, како и за тестирањата кои што може да се направат кај жените со стерилитет, но и кај оние кои што забременуваат со инвитро процедурите, и сето тоа се однесува на здравјето на се уште нероденото бебе. Ние продолжуваме понатаму. Голема дилема на трудниците дали да направат нип тест, односно неинвазивен пренатален тест, или пак амниоцинтеза, или пак биопсија на хорнионските решички. Па даваат ли овие инвазивните тестови одговор за можеби повеќе болести? Па, колкава палета на болести ќе бидат вклучени во тестот зависи од
самиот тест. Без разлика што е материјалот, дали ќе биде од хорионска биопсија или амниоцентеза или неинвазивна пренатална, веќе се зависи што вклучува тој тест и што бара докторот и што сакаме да испитаме. Така што нема лимит материјалот за тоа кое испитување ќе го прави. Во вашата лабораторија, во клиниката Жан Митрев, какви тестови се прават кога зборуваме за пренаталната диагностика? Така. Во нашата лабораторија се спроведува ВРФ пренаталниот тест, кој што ги опфаќа не само овие најчестите хромозоми 21, 18 и 13, туку и сите останати хромозоми се вклучени во анализата, XY хромозомите и плюс најчести микроделеци. Така што се добива информација за бројот на сите хромозоми и плюс испитување за микроделециони синдроми. Ги споменавте XY хромозомите, ова значи дека се добива информација и за полот на бебето. Да. И ова е сигурна информација, така? Да, па ова испитување има многу висока сензитивност и специфичност и за овие хромозоми, над 99%, така што еднаква е сензитивноста и за одредување на полот. А дали со овие тестови би може да се откријат и некои инфекции кои што би влијаеле на развојот на бебето? Со овој пренатален тест не се тестираат патогени кои што предизвикуваат инфекции, меѓутоа постојат други тестови за сексуално преносливи заболувања, тестови за инфективни заболувања кои што може да се спроведат кај трудницата и тоа со испитување на незиното лично здравје. Инфекции и заболувања кај мајката понатаму може да се пренесат на плодот, така што дури мислам во секој скрининг на бремените жени веќе се вклучуваат овие испитувања. Понекогаш стерилитетот кај жената е поврзан со одредени сексуално преносливи инфекции. Така. Има ли некои панели на испитувања со кои што би можеле да се детектираат, бидејќи понекогаш жените или пак партнерските двојки воопшто не се ни свесни дека се инфицирани, да речеме од хламидија? Па баш сум имала случаи кога пациенти веќе почнуваат со инвитро постапки и слично, а дотогаш не правеле испитувања за сексуално преносливи заболувања и наидуваат на огромни проблеми, односно воспалителни карлични состојби кои што предизвикуваат оштетување на матката, на јајцеводите и слично, кои што се значаен дел за репродуктивното здравје. Така што веќе и од поодамна светски здравствени организации, американски здравствени организации препорачуваат испитување за сексуално преносливи болести на сите оние сексуално активни индивидуи, дури и под 25-та година, за над 25-та година секако, посебно за хламидија и гонореја, кои што можат во некој случај да бидат и незабележителни инфекции, односно да нема никакви симптоми кај индивидуата, а таа инфекција да се тле и да направи горнокарлични воспалителни процеси кои што понатаму доведуваат до стерилитет. Молекуларни се овие испитувања? Да, или микробиолошки, какви се? Кај нас во нашата лабораторија за генетика и персонализирана медицина правиме молекуларни тестови. И што значи тоа? Така, имаме еден панел, да речам, панел на патогени кои што се опфатени со еден тест. И тоа е PCR тест, популарен стана во текот на пандемијата тој метод. И со само една анализа се детектираат 14 различни сексуално преносливи заболувања, кои што резултати се добиваат за максимум еден ден. Материјал за испитување може да биде бриз од цервикс или бриз уретрален од машка индивидуа или пак урина. И на тој начин, да речам, за
многу краток период се добива резултат за голем број на сексуално преносливи заболувања. Покрај ова имаме тестови кои што се за испитување на присуство на ХПВ, и тоа голем број на различни типови опфаќа панелот, 29 различни ХПВ типови. Потоа имаме испитување андрофлор, која што е за нормалната флора кај мажите. Така да повеќе различни тестови кои што може да му дадат голем одговор на гинекологот или урологот што понатаму да и како да делува со тој пар. Ке го вклучиме гледачот што очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до водителката и до докторката. Дали може да прашам едно прашање ван, мислам нека е ван темата, ама така, јас ке ве замолам само да не излегувате премногу од темата, бидејќи денешната гостинка е молекуларен биолог, само тоа да нагласам. Значи работи во лабораторија. Така? Тоа вака, значи сопругата сакаме да зачнеме дете, значи ама сопругата иде на диализа со бубрезите, има шекер и оштетен вид. Дали тоа би сметало за да зачнеме дете? Така, јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Ке не следите во едно од следните изданија на Телма амбуланта, ке имаме стручно лице кое што ќе зборува токму за оваа тема. Денешната гостинка не е докторка, таа е молекуларен биолог. Еве појаснете ни што значи тоа молекуларен биолог? Молекуларен биолог е биолог кој што е специализиран во областа на молекуларната медицина, односно генетски испитувања, ретки болести, молекуларни тестови кои што можат да се она што може да помогне, да речам, на лекарите за доаѓање до вистинска дијагноза на пациентите, посебно оние со ретки болести или поголеми здравствени проблеми. Така, значи имате клучна улога во поставувањето на дијагнозата, особено и веќе ретките болести каде што со години пациентите талкаат по болничките ходници и понекогаш тоа трае и на вистина долго, а генетската анализа може всушност да даде потврда за проблемот за кој што станува збор. Пред да преминеме на генетските болести, би се задржала уште малку на оној дел со зачнувањето со инвитро. Дали е можно пред да се имплантира ембрионот да се направи генска анализа и потврда дека се работи за здрав ембрион? Да, веќе со самите инвитро постапки или развој на ембрион во надвор од човечкото тело, сепак без разлика што е надвор, ние го имаме материјалот и веќе може да се тестира тој ембрион. За посебно ова наоѓа примена доколку во фамилијата веќе се знае за некое генетско заболување и сакаат да добијат здраво поколение. Покрај тоа, овие тестови наоѓаат примена и кај партнерите кои што почесто имаат спонтани абортуси или почести неуспешни инвитро оплодувања, па на тој начин со преимплантациона генетика, односно тестирање на повеќето ембриони кои што се добиле при таа постапка, се намалува шансите да се врати или да се имплантира ембрион кој што е генетски нестабилен, односно носи некоја анеуплоидија и понатаму би довело до спонтано отфрлање на тој ембрион. Дали е безбедно земањето неколку клетки од ембрионот кој што треба да се имплантира? Така, значи самата постапка на биопсија на ембрионот носи ризик нормално за негово нарушување на интегритетот. Меѓутоа, во веќе уназад неколку години постои еден така наречен неинвазивен PGD или неинвазивна преимплантациона генетика. Ова е нешто слично на неинвазивната пренатална, каде што се зема нели крв за да се испита ембрионот кој што е во мајката. Со неинвазивната преимплантациона генетика се зема материјал кој што го испушта ембрионот во
во дишот или во петриевката каде што расте, односно во медиумот каде што расте. Тој ембрион испушта исто така слободна ДНК и во тој медиум. И со анализа на медиумот каде што се наоѓа ембрионот, веќе се добиваат добри резултати за носителство на анеуплоиди и слично. Во нашата лабораторија веќе го работиме тоа неколку години и имаме успешни резултати. Некои партнерски двојки добиваат бебе со донирани јајцеклетки или пак со донирани сперматозоиди. Дали кај нив е попрепорачува да се направи предимплантациона анализа или пак откако жената ќе забремени да се направи нип тест, неинвазивен, пренатален тест? Да, преимплантационите тестови обично се препорачуваат за сите двојки кои што имаат потешкотија во зачнување, кои што прават почесто инвитро и тие инвитро постапки се неуспешни. Значи не е нешто рутинско? Не е нешто рутинско, меѓутоа се препорачува за сите оние кои што имаат повеќе неуспешни обиди. Секако овие индивидуи кои што со инвитро постапка ќе доведат до оплодување и бременост, повторно им се препорачува правење на пренатален тест неинвазивен, односно НИПТ тест, кој што ќе даде уште еднаш, нели доколку не се направил преимплантационен тест, тогаш да се направи пренатален тест. Кога станува збор за ретките болести, колку крв е потребно да се земе од пациентот и од што зависи колку обемни ќе бидат анализите? Количеството на крв веќе станува незначајно, затоа што методите, алатките одат се понапред и се повеќе напреднуваат методите и се помало количество е доволно за да се добие резултат. Така што една е провета крв или пак дури некогаш за мали детенца, бебчиња кои што не може да се извади крв, некогаш се зема брис од букална слузокожа, од каде што сосема доволна количина на ДНК може да се изолира и понатаму да се спроведат тестови. Од што зависи колкав ќе биде обемот, да речеме, так. Ако докторот се сомнева на одредена болест, ќе целите ли кон еден или пак кон една или кон две мутации, што ако не знае докторот за што се работи, ќе правите ли обемни истражувања? Така. Веќе за, да речам, почестите ретки заболувања, кои што се знае дека во одредена област се релативно почести, има таргетирани, да речам, методи кои што го испитуваат само конкретниот ген и нели нормално согласно клиничката слика, доколку докторот е сигурен дека станува збор, да речеме, за цистична фиброза или за таласемија, секако ќе се испитаат оние гени кои што се асоцирани со тие заболувања и ќе се употребат таргетирани тестови. Меѓутоа, во случај кога станува збор за покомплексни ретки заболувања, каде што клиничката слика на пациентот е по-нетипична или повеќе различни заболувања може да дадат такви симптоми, се препорачуваат обширни тестови, кои што вклучуваат едновремено анализа на голем број на гени. Таквите тестови се нарекуваат масивно паралелно секвенционирање или нови секвенционирачки технологии, се употребуваат каде што едновремено имаме анализа и секвенционирање или отчитување на кодот на голем број на гени. Вакви тестови се спроведуваат во нашата лабораторија. Тоа се нарекува цело екзомско секвенционирање или цело геномско секвенционирање. Дури и целиот геном може да се отчита во такви случаи, зависно од потребите и самиот случај каков е, што за кои заболувања се е таа индивидуа сомнителна. Дали на ваков начин секогаш се добива одговор? Дали молекуларните и генските тестови се семоќени? Така. За жал, не секогаш е генетска причината за одредена болест. Некогаш може да биде
надворешни фактори, потешкоти при бременост или при компликации при пораѓање и слично, инфекции и така натаму, кои што може да доведат до одредени заболувања, кои што не се генетски едноставно и не може да се добие при генетска анализа одговор. Меѓутоа, овие тестови кои што ги спомнав, сеопфатните тестови со секвенционирање на голем број на гени, доколку станува збор за генетско заболување, обично има добра прогноза, односно кај голем дел од случаите се наоѓа причината. Понекога се случува ли да се најде мутација на одреден ген за кој што не се знае што може да предизвика? Па, обично гените веќе горе-доле се поврзани со одредени заболувања и веќе знаеме за кои заболувања, кои гени да ги анализираме, пребаруваме и слично. Меѓутоа се случува да се најде мутација која што е непозната во литература, досега не сретната кај друга индивидуа. Во тој случај се прават фамилиарни испитувања, се гледа носителство на таа мутација кај родителите, кај браќа, сестри и слично. И нели заедно со докторот, со молекуларниот биолог, со генетичар, со пациентите во соработка се доведува до еден краен заклучок. И кој ги толкува потоа резултатите? Значи споменавте цел тим од луѓе, молекуларниот биолог и генетичарот, како изгледа ние обично генетската консултација правиме ние. Најпрвен пред кога ќе дојдат пациентите, кога ќе се обратат за одредено испитување, доаѓаат со препорака или од доктор кој што им рекол дека треба да се направи генетско испитување и слично. И заедно, значи, со дотогашната историја на пациентот, правиме на консултација генетска, цртаме фамилиарно стебло и спрашуваме малку повеќе за, да речам, заболувањата во фамилијата. Потоа се спроведува генетската анализа, а по добивање на резултатите, повторно правиме една консултација, ги објаснуваме резултатите што сме добиле. Постојано сме во консултација со докторите, доколку ни е потребно мислење повторно за клиничката слика на пациентот, пошто тие нели најдобро го знаат пациентот кој што доаѓа кај нив на преглед. И всушност многу е значајна соработката со докторите и молекуларните биолози за поставување на една генетска дијагноза. Колкав е интересот на пациентите за генетските и молекуларните тестирања? Па воопшто, бидејќи има за најразлични болести. Така. Во последно време се зголемува, да речам, актуелноста и познавањето општо на општата популација за генетските испитувања и, да речам, се зголеми интересот. Меѓутоа, пак овие испитувања не се толку познати, да речам, и секојдневни и не сите ги разбираат нормално и се малку тешки за објаснување, меѓутоа затоа, како што кажав, соработка заедно, неколку пати консултации, објаснување, низ целиот процес одиме заедно со пациентите. Така, но трудниците се запознаени со пренаталните тестови? Да, тоа е доста актуелен тест и веќе сите го знаат, да. Претпоставам дека повеќето трудници го прават НИПТ тестот? Да. Повеќето трудници го прават сеопфатниот тест кај нас, кој што ги опфаќа сите хромозоми и микроделециите. Значи тој тест е најбаран? Да, најбаран тест кај нас. И скоро сите веќе знаат што добиваат од тој тест. Дали и помладите барат да направат ваков тест, бидејќи порано беше поврзан со возраста? Да. По 30-та година, по 35-та се препорачуваше да се направи. Да, препораките на 35-та за сите. Сакајќи да се осигурат дека се е во ред со здравјето на нивното се уште неродено бебе. Па најчесто да ни се помлади трудниците кои што ги спроведуваат овие тестови, затоа што едноставно кога знаат дека го има тестот, сака да имат една помирна, поспокојна бременост, да се сигурни дека е се во ред со плодот, така да и помлади трудници доста често го прават овој тест. Но дали овој тест со сигурност исклучува генетска
некаква болест ке нивното дете. Не секоја генетска болест е опфатена во овој Бидејќи тест. ќе речат, направив пренатален тест, се беше во ред, но моето дете има некаква генетска болест. Како е тоа можно? Така. За жал, одредени заболувања, како што генетски болести, како што спомнав, може да се резултат на некоја нова сосема мутација, која што е непозната во светот, а овие тестови се наменети за веќе познати заболувања, веќе познати мутации, промени, кои што најчесто се јавуваат во популацијата. Сепак не сите генетски болести се опфатени со овие тестови и за жал не можеме да кажеме дека нема друго некоја заболување нормално може да постоја, да не се види со овој тест всушност. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што на убав начин ги разјаснивте најчистите дилеми поврзани со овие тестови. Ви благодарам и јас на вас за гостопримливоста. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма амбуланта, кое што го реализиравме во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!